македонските спонзори ќе се откажат од некои израелски. Дефинираме, која веќе вака ги поставуваме. Па ако идеме да го дефинираме конкретно, да бидеме малку во моментот вака во системов, во моментот во еден е изборот, еден е човекот. Еден изборот, еден човек. Во моментот во центарот на таа мрежа таа мрежа се буквално се концентрира околу актуелниот председател на Републиката Бранко Црвенковски. А неговиот стил на водење... Вие видите и од нивните луѓе што биле на Агенција за разузнавање на ДБК стануваат вака клучни и партиски функционери. Ама неговиот систем многу интересен. Оно што сакам да го прокоментираме, тонот со кој Црвенковски говореше обзнанувајќи аферата. Тоа е однос во кој граѓаните почувствуваа дека после многу епизоди со Бранко Црвенковски конечно понешто разбра кои се маргините на кои мора да се штити демократскиот принцип. Денеска подготвувајќи се за оваа емисија, сериозно се испонасмеавме на еден текст кој што не е изговорен во телевизиско интервју, кажане на собраниска говорница, кој што всушност покажува зошто во еден период бевме фатени во тој голем кадар, верувајќи дека тоа ќе биде пресвртницата на едно прашање, после кое брзо ќе финализира одлуката за контролата на службите. Зошто султанот може комотно да владае во овој систем? Едноставно, таа мрежа што ја говориме, инсталирана и е под контрола, ја имате и во судството и во обвинителството, вие никогаш не можете да добиете не знам, спор, никогаш нема да бидат осудени тие, колку да излезете со аргументи, а се блиски, а султанот сака или не сака, така ќе биде. Никогаш низ медиуми нема да можете да пробиете, да речеме, тема која не би била пријатна за него. И еве вака да речеме, ние стануваме само, затоа е фингирана демократијата и ние сме декор на системот. Ке пуштите вака одредена група да може, што би рекле, нели, слободно да лае. Ако можете ке направите, комунистите на времето ги оставаа писателите во Јоле слободно да дебатираат демократски во паузата на не, еве, ова е, го цитирав, бидејќи стенограмите ги земат и од расправата за прислушувањето. Значи, се констатира, ова Црвенковски го констатира, дека во Македонија демократија нема. Значи, јас не мислам дека беше подобро во времето на владењето на ВМРО, да не слажам, значи, говорам за сиве 16 години, но кога тој ќе рече, така ќе биде. Ако вие кажете дека додека тој владее нема демократија, тогаш не е така. Еве го аргументот. Црвенковски вели, тука објаснувањата од типот во Македонија медиумите пишуваат што сакаат, или од типот опозицијата може да зборува што сака, не помагаат, затоа што и во Србија под режимот на Милошевиќ медиумите пишуваа, опозицијата зборуваше, па никој здраворазумен не поверува дека Србија е демократска држава. Ја мислам, не треба дополнителен коментар. Може да лаи сега, нели, било кога опозицијата, медиумите вака ќе ве пуштат, ќе пишувате, додуше ќе најдат начини да ви направат и други сопки, и вие добивате чувство, да, ги има сите демократски институции, ама видите, не функционираат. Да, има и тие, види, го критикуваат, дури и председателот, така? Но што е... Ние, кога се доведовме како држава после 16 години, реториката на сите избори е иста. Да велиме дека ни е неопходна реформа во судството, реформа во полицијата. Сега се стартува реформа во здравството или образованието. А 16 години нема, постојано сме убедувани, нели, како се сите реформатори, сите се колнеат, а нема никаква реформа. Македонија, ако сака да се одлепи од дното, бидејќи ние можеме овде да не залажуваат или да се само залажуваме, компаративните податоци со земји кои стартувале многу полошо од Македонија во 90-та, отидоа многу напред. И затоа ќе потенцирам, затоа оваа илустрација, затоа, да речеме, разбивањето на таа тајна мрежа